Министерот за здравство Филипче денес даде амин за ставање во функција на 100 легла во новиот крак во Струмичката болница, со цел сместување на ново позитивни кои од ден на ден се повеќе. Само неколку дена имаат простор лекарите да се реорганизираат со цел да одговорат на задачата која им се наложува. Покрај 32 легла на инфективно преполно и во преадаптираните простори, легла се обезбедија, ама ќе има ли кој да ги лекува пациентите? Филипче е оптимист. Има двајца инфектолози кои што работат и на помош доаѓаат колегите од интерна на медицина. Еден колега од Институтот за белодробни заболувања во Скопје е веќе тука и тој ќе остане и во следниот период, и уште еден професор од инфективната клиника ќе се придружи на тимот од почетокот на следната недела. Ќе се направи систем за ротација и на медицинските сестри и сето тоа во рамките на болницата. Неколку седмици поред раководството на болницата се жалеше дека нема персонал кој да ги покрие на толков број на хоспитализирани и бараше помош и поддршка. Сега се поставува прашањето: кој ќе работи на новиот крак? Ќе бидат ли доволни двајцата струмички инфектолози и двајцата поддршка од Скопје, имајќи во предвид дека има и позитивни сестри, ама има и други оделенија каде пациентите имаат и други диагнози. Да, сметам дека во новиот крак условите ќе бидат подобри, ќе бидат сместени пациенти кои што на вистина им е потребно лекување, а персоналот ќе не биде потребен и ќе се регрутираат и ќе се ротираат персонал од другите специјалности, така да сите може да учествуваме во работата на сега пациенти кај што се потребно да се лекуваат во работата на инфективното одделение. Министерот Филипче најави дека бројот на тестови ќе се зголеми, од и до сегашните 30 во текот на едно денонокија можеби и не ја добиваат реалната слика за заболени, ама се чека и со денови, ги најави и брзите тестови. Ќе обезбедиме дополнителен број на термини преку системот Мој термин. Тоа е нешто што сега се работи за време на викендот и се обидуваме да на што побрз начин стигнеме до брзите тестови. Еден дел од постапката веќе заврши, сега е втората фаза, така да верувам дека тоа значено ќе голесни пристапот до тестирање. Безмалку 400 лица се активни на ковид од Струмица. Секојдневно бројката е двоцифрена на ново позитивни, а починати се досега 22 лица.